260.000 евра дневно или околу 100 милиони евра годишно. Земјава има на располагање како средство од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија, или скратено ИПА. Од речиси милиарда евра, кои се дадени на располагање на земјава, и тоа преку две програми, едната од 2007 до 2013 година и тековната, која што почната во 2014 и ќе трае до следната година. Таа, преку три компоненти, има искористено само 527 милиони евра, што е повеќе од половина. Од овие половина милиарда евра, 326 милиони евра се европски грантови, додека остатокот од 201 милион евра се обезбедени од нашиот државен буџет. Овие фондови се поделени во 5 компоненти: транзицијска помош и институционална надградба, прекугранична соработка, регионален развој, развој на човечки ресурси, рурален развој. Секторот за финансирање и исклучување на договори во рамките на Министерството за финансии управува со проектите од три компоненти: ТАИП, регионален развој и развој на човечки ресурси. Со европски пари спроведени се 415 проекти. Најголемата искористеност на фондовите, велат од секторот за финансирање, има во компонентата за регионален развој, преку која се финансирани проекти во транспортот и животната средина. Автопатот Демир Капија Смоквица, како еден од најголемите проекти, и десетици други представуваат зрела листа на проекти и одлична основа за акумулирање на што повеќе средства од вториот програмски период. Во однос на ИПА-1, чија реализација на проектите заврши на крајот на 2017 година, ние во 2017 година, посебно во втората половина, сериозно го подигнавме степенот на реализација и морам да кажам дека апсолутно правиме се да го подобриме користењето на овие фондови, секако дека постојат работи што може да се подобрат и ние ќе бидеме задоволни кога ќе имаме целосна искористеност. Во поглед на квалитетот на овие фондови, се мора да се каже дека тие се драгоцени за земјава, бидејќи во основа се пари на даночните обврзници на ЕУ, кои што во форма на грантови доаѓаат тука и помагаат на нашата земја за многу важни работи. Ние како Министерство за финансии морам да кажам дека имаме одлична соработка тука со делегацијата на ЕУ, но и со луѓето од Европската комисија во поглед на поддршка за спроведување на вакви проекти. Иако од финансии велат дека засега не може да се измери степенот на искористеност на тековната ИПА програма, министерот очекува да се реализираат што повеќе проекти финансирани со европски пари. За голем број тендерските постапки се во тек или пред започнување и најголемиот дел од нив ќе се спроведуваат до 2025 година. Ефектите, додава министерот, се трансформирање на администрацијата и прифаќање на европските стандарди во работењето и обезбедување поквалитетни услуги за граѓаните. На крајот, главни корисници на овие средства кои што доаѓаат од ЕУ се граѓаните, бидејќи кога се прави подобар пат кој што ја забрзува комуникацијата, значи на крајот граѓаните добиваат, или кога станува збор за пречистителна станица, таа директно влие на подобрување на животната средина во која што живеат граѓаните. ЕУ финансира различни пречистителни станици на отпадни води, кои што зафаќаат некои 30.000, некои 100.000 граѓани, но тоа е подобрување на животната средина. Или кога се реконструираат училишта, директно нашите деца имаат многу подобри услови за работа. Ние последен пат имаше реконструкција на училиште во Кумановско село, кое што со ЕУ средства добило многу по-добар изглед, внатре условите се како што треба. Една од институциите што користат европски фондови преку ИПА и јавното обвинителство. До сега финансирани се вкупно 10 проекти кои овозможуваат јакнење на капацитетите и на обвинителите и на обвинителствата. Во тек е реализација на исто така исклучително важни проекти за јавното обвинителство. Овде би сакал да го спомнам ИПА 2014 проектот, кој што има посебно значење, посебна тежина за нашето работење. Со овој проект се склучи договор за градежни работи за адаптација, односно реновирање на 11 канцеларии, односно 11 седишта на основни јавни обвинителства низ државата. Тука се реновираат, се адаптираат простори на основните јавни обвинителства во Тетово, Гостивар
Кичево, Охрид, Битола, Кавадарци, Велес, Куманово, Штип, Струмица и секако основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Значењето на овој проект е големо. Јавноста веќе знае дека сите овие обвинителства работе и функционираат во навистина недолични услови, услови кои практично не овозможуваат целосна имплементација на надлежностите кои ги имаат основните јавни обвинителства согласно на Законот за јавно обвинителство и Законот за кривична постапка. Со пари од ИПА-2 во втората половина на 2019 година конечно ќе почнат да се подготвуваат и ставаат во функција истражните центри на обвинителствата. Во ревидираниот стратешки документ на земјата за ИПА од август минатата година, Европската комисија нотира и бројни ризици во областите во кои се спроведуваат ЕУ проектите, а кои можат да влијаат на нивното понатамошно користење. Затоа, за зголемување на влијанието, финансиската помош од ЕУ ќе се концентрира на областите каде што реформите или инвестициите се најпотребни за да се исполнат критериумите за пристап. ИПА-2 посебно да се фокусира на клучните стратешки приоритети, на зајакнување на секторскиот пристап и на обезбедување видливост на напорите на ЕУ во земјава, стои во документот. Инструментот за предпристапна помош на земјава е на располагање до влезот во ЕУ. Кога ќе стане дел од европското семејство, земјава ќе ги има на располагање кохезионите фондови, наменети за проекти во областа на трансевропските мрежи, транспортната инфраструктура и животната средина, за земјите членки, чии БДП по глава на жител е под 90% од просекот на Унијата, и структурните фондови, наменети за целите во земјоделието, за регионалниот развој, за социјалната сфера и за рибарството. Овие фондови се израз на солидарност меѓу земјите членки и регионите во ЕУ. Овие фондови се неколкукратно повисоки од ИПА фондовите.